Посебно ми е задоволство овој денешен настан, организиран при крајот на завршување на овој проект, кога градежните работи веќе се завршени. Посебно што имаме доста млади основци и средношколци на кои им објаснивме што значи тоа заштита на природата и климатските промени и како во иднина да ја заштитуваат природата и секако да се грижат за неа со цел да обезбедат за себе и за идните генерации подобар живот. Целиот настан е организиран со различни квизови во делот на географија и заштита на природата за Република Северна Македонија и други типови на игри поврзано со вода. Се за цел да дадеме поголемо значење затоа што треба да се зачуват и водите и природата во нашата држава. Добро, проектот нели предвидуваше регулирање на река Сушица, во која фаза се гледаме дека е уредено коридорот, но имаше овде озеленување. Кога ќе се пристапи? Колку беше времето, колега? Значи уредувањето, овој дел, значи градежниот дел е завршен, останати се само засадувањето на дрвца. Дел од нив денеска засадија учениците, меѓутоа поголемиот дел ќе ги оставиме во подобри услови, затоа што не се препорачува во ова време садење на дрва, затоа што би било неуспешно и многу брзо. Учеството во групите. Кога е предвидено да Зелениот тим што победија тука? Проектот е уште 10 дена трае, меѓутоа ќе остане после само дрвијата да се засадат. Честитки за наградата. Има од земјоделското. Значи, тука се присутни ученици од основно училиште од општина Радовиш, од средното училиште од општина Радовиш, меѓутоа и од средното училиште од општина Струмица.